Добро вечер од Друженијето Инклузива по трет пат овој ден, каде што ќе ги сумираме резултатите од набљудувањето на набљудувачите со попреченост на парламентарните избори 2020 година. Најпрвен да се заблагодарам на 70 лица со попреченост кои во услови на здравствена криза од коронавирусот целиот ден ги набљудуваат изборите од повеќе аспекти, но и се штитат нив и нивното здравје. Голем поздрав до нив, останете на гласачките места и по затворањето, за да биде целосен извештајот кој ќе следи, а сега ќе ги презентирам токму нивните известувања, каде што неуморно известуваа за се што се случуваше на сите гласачки места. 70 набљудувачи на 200 гласачки места дадоа придонес за да увидиме како не се почитува нивното право, основното човеково право, правото на глас. За жал, можеме да констатираме дека се прекршени нивните права во повеќе делови од гласачкиот процес, но се надеваме дека понатаму ќе се превземат поригорозни мерки во однос на почитување и применување на сите алатки и материјали кои се подготвени од страна на Државна изборна комисија да бидат поставени на гласачките места и овие лица да го остварат своето право како сите луѓе онаму каде што сите гласаат. Набљудувачите на Инклузива известија за пропусти при пристапноста на гласачките места, но и за гласањето на лицата со попреченост. Забележано и непочитување на протоколите за заштита од COVID-19. Друг тип на нерегуларности не беа забележани, односно беа забележани во мал број, но сепак не е тоа примарното набљудување на оваа категорија на набљудувачи. Според набљудувањето, главен проблем остана непристапноста на гласачките места и користењето на алатките за гласање на лица со попреченост. Набљудувачите известија дека на 40 посетени избирачки места не се воопшто физички пристапни, односно нема рампи или лифтови, има скали и бариери. Параваните за гласање на лицата со попреченост не се поставени на соодветно место, некои од нив воопшто не се отпакувани, односно на 42 избирачки места се ставени покрај зид, блокирани или воопшто не поставени. Шаблони за гласање на браево писмо и граничници за гласање на лица кои се слепи или со слаб вид, но кои се однесуваат и на гласачкото право на лица кои не се доволно писмени, не се користени на 51 гласачко место. На едно место е забележано како придружни гласа за лице кое е слепо, без присуство на самото лице зад параванот. На 30 гласачки места не се поставени сликовите прикази за процесот на гласање. 4 набљудувачи се соочиле со проблем при вршење на набљудувањето и комуникацијата со избирачките одбори, а на едно гласачко место набљудувач лице со попреченост е навредено од страна на член на избирачки одбор. Забележани се нерегуларности во поглед на непочитување на мерките за заштита од COVID-19, односно неносење или неправилно користење на заштитни маски и ракавици од страна на избирачки одбори на 15 гласачки места, неодржување на физичко растојание на 21 гласачко место, непроветрување на просторот и повеќе лица од дозволениот број на 8 гласачки места. Ова е досега најбројната набљудувачка мисија на лицата со попреченост во земјата. Преку својот мониторинг и набљудувачите следат дали се остварува правото на глас и покренуваат свеста за еднаков пристап кон гласањето, кој се уште не е можен за овие граѓани.
Овој мониторинг покажува и дали мерките кои се превземаат за гласање на лицата со попреченост, шаблони на брајово писмо, граничници, рампи и паравани не се користат. Кога избирачките одбори не ги почитуваат овие мерки, залудно се потрошени ресурсите на нив, а граѓаните со попреченост не го добиваат своето право на глас. А сепак граѓаните со попреченост се храбри луѓе, излегоа во ова време кога сепак беше предизвик да се излезе во услови на здравствена криза на гласачките места каде има многу граѓани, но и ги почитуваа сите протоколи за заштита. За жал, другите гласачи, другите наблюдувачи, но и членовите на избирачките одбори во попладневните часови воопшто не ги почитуваа овие мерки. Се надеваме дека сите ќе останат здрави, дека нема да се инфицираат повеќе граѓани во однос на нивното здравје да се наруши. Наблюдувачите со попреченост повторно ќе наблюдуваат кога и да има избори и ги потекнувам да се пријавуваат во поголем број, заедно да се бориме ова што на овие избори се вратиме назад, всушност на председателски избори беше подобро, да биде на следните избори многу подобро од сите времиња до сега, а тоа можеме само да го направиме заедно. За целосните податоци ќе бидат прикажани во извештајот кој ќе следи. За денес толку, уште еден поздрав до упорните луѓе, односно лицата со попреченост, кои денеска издржаа и сите предизвици ги надминаа. За денеска толку, се надевам дека ќе имаме до утре нови податоци од затворањето на гласачките места, каде што ќе можат сите медиуми кои ги интересира да добијат детални извештаи за целиот ден.